Представници на боречката организација Општина Куманово, Советот, армијата, деца од градинката Ангел Шајче денеска положија свежо цвеќе пред споменикот во бавчата на Денко Цеков, таткото на првоборецот Јордан Цеков Дане, место од каде се излезени 7 партизани, сметани како јадро на формирање на првиот кумановско-партизански одред. На овој начин општинската организација на Сојузот на борци од Куманово ја одбележа 79 годишнината од излегувањето на првите кумановски партизани борци од НОП. За значењето на 26 јуни од името на Сојузот на борци од Куманово пред присутните говореше Зора Ивановска, порачувајќи дека ваквите настани не смеа да се заборават. Во јуни 1943 година, заедно со Панче Пешеви, Христијан Тодоровски Карпош, Јордан Цеков Дане е организатор на јадрото од 11 партизани, кои на 26 јуни вечерта излега од градот и стапија во вториот јужноморавски партизански одред. Во јули јадрото се зголеми на 18 партизани и на 2 август 1943 година се формира Кумановскиот партизански одред под команда на Христијан Тодоровски Карпош. Одредот е создаден на 26 јуни 1943 година во селото Пелинце. Формиран е од 11 члена на Комунистичка партија на Југославија и на Сојуз на комунисти на Македонија во Куманово. Една група се вклучува во редовите на вториот јужноморавски народно-ослободителен партизански одред кај селото Братоселце. Другата група на 4 и 5 јуни 1943 година врши напад на железничката линија северно од селото Букаревац. Подоцна на 2 август 1943 година од овие две групи е формиран Кумановскиот одред. Командир е Христијан Тодоровски Карпош. На 10 октомври одредот е преименуван во Скопско-Кумановски одред и е разделен во две чети. Првата действува во реонот Куманово, Кратово, Крива Паланка, а втората во Скопска Црнагора, дополнува Ивановска. Кумановската партиска организација, доследна на револуционерната традиција на Куманово, знаеше да ја искористи историската шанса и да стане организатор и раководител на востанието и борбата против окупаторот во Кумановскиот крај. Акциите на првите кумановски партизански одреди беа потврда за постоење објективни услови за развојот на народно-ослободителното движење во Македонија. Денеска, кога живееме во самостојна Република Македонија, должни сме да ја кажеме вистината дека борците од 1941 година, како и сите учесници во НОП, дадоа драгоцен придонес во трасирањето на патиштата за слободна македонска држава. Тоа е единствената вистина што ќе треба да ја запаметат сегашните и идните генерации. Истовремено, делегација од Сојузот на борци од Куманово положи свежо цвеќе и во бавчата на Ангел Тодоровски, таткото на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош во населбата Бидиња.